Замислете си дека една од најстарите приказни за верата, приказна за еден повик среде пустина, го содржи клучот за ослободување. И тоа денес. Во следните неколку минути ќе поврземе 4 клучни библиски моменти за да го откриеме ова скриено патување. Од првиот, несигурен чекор на Авраам, па се до едно апсолутно неверојатно откровение. Токму овој цитат од Мари Ноел Табу не погодува право во сршта на работата. Идејата е дека овие древни текстови не се само историја запишана на хартија, туку жива порака за ослободување. Нашата цел е токму тоа, да го пронајдеме тој ослободувачки збор. Добро, ајде да почнеме од самиот почеток. Нашето патување започнува со еден човек, Аврам. Неговиот повик од Бога ќе покрене еден цел ланец на настани, што буквално ќе ја обликуваат светската историја. Значи, за да сватиме за што се работи, ајде малку да го вратиме филмот назад. Зборуваме за човек во поодминати години кој живее во древна Месопотамија. Тој и неговата сопруга Сарај немаат деца, што во таа култура, во тоа време, значело иднина без никаква надеж. Едноставно, крај. Сега погледнете ја мапава. Она што е стварно интересно и патеката. Гледате, тие не одат по права линија низ пустината. Тоа би било самоубиство. Го следат лакот на така наречената плодна полумесечина. Тоа е долго, напорно, исцрпувачко патување кое завршува во Харан. И токму тамо, по смртта на неговиот татко, Аврам го добива повикот што ќе промени апсолутно се. Значи, во оригиналниот хеврејски текст, ова е неверојатно моќно, директно. Не е некој општ филозофски повик, туку лична, речиси нагласена заповед. Ти. Ова не е предлог, не е опција. Ова е почеток на една мисија, една вокација што ќе го дефинира не само неговиот живот, туку и целиот тек на историјата. И веднаш по таа строга заповед, што добива, па ги добива овие неверојатни ветувања. Замислете си, на 75 годишен човек без деца му се ветува дека ќе стане голем народ. Ама клучот, вистинскиот клуч, е во последната реченица. Оваа мисија, уште од самиот почеток, е универзална. Не е само за него, не е само за неговото семејство, туку е за сите семејства на земјата. И еве го моментот. Ова е суштината на верата, спакувана во една кратка, моćна реченица. Без прашања, без двоумење, без ама зошто или каде. Текстот е кристално јасен. Тој едноставно тргнува во непознатото, држејќи се само за зборот што го слушнал. Па токму оваа неверојатна доверба е темелот на се што следи. Ма знаете, патувањето на Авраам не е само одење од точка А до точка Б. Воопшто не. Тоа е и длабоко внатрешно патување. И токму тоа не носи до темелниот избор со кој се соочува секој од нас. Изборот помеѓу два сосема спротивни ставови кон животот и кон божественото. Тука ја гледаме суштината на тој избор представена преку два модела. Од една страна го имаме моделот на Адам. Тоа е моделот на сомнеш. Тој мисли дека Бог нешто му крие, дека забраната е некаква замка. А од другата страна е Авраам, кој е модел на доверба. Тој верува дека Божиот повик, колку и да изгледа тежок или нелогичен, на крајот води кон исполнување и среќа. Изворот го поставува ова прашање многу директно, представувајќи ја верата не како некое пасивно верување, туку како свесна, активна одлука. Дали ќе се пристапи со сомнеш или со доверба? Ова е тој фундаментален избор што се поставува пред секого. Ова е многу важно да се разбере. Клучно е. Често пати, кога ќе ја слушнеме фразата страв од Бога, помислуваме на нешто лошо, на страв од казна. Ама не е така. Како што е појаснето овде, библискиот контекст го поврзува ова со надеж, а не со терор. Да се боиш од Бога всушност значи да се потпреш на неговата љубов со целосна доверба, токму онака како што направил Авраам. И сега приказната се шири. Од личниот избор на еден човек, приказната добива универзални размери. Преминуваме на една мисија за целото човештво. Мисија која во својата суштина е ослободителна. Зборот Евангелие можеби мислиме дека секогаш значел книга, ама во оригиналното значење воопшто не било така. Тоа бил термин кој се користел за објава на големи, важни вести, како раѓање на император
или победа во војна. Значи, кога раните христијани го користеле, тие објавувале нешто револуционерно, дека Божиот план, таа добра вест, е конечно тука, меѓу нас. И ова не носи до една од најмоćните идеи во целата Библија. Запоменете го ова. Спасението не е некој абстрактен, задгробен концепт. Во библиска смисла, тоа е многу конкретно. Тоа е ослободување. Толку е едноставно и толку е длабоко. Оваа идеја е златната нишка што го поврзува целиот наратив, од Аврам па се до самиот крај. А ова ослободување не е само една работа, се случува на повеќе нивоа. Изворот ги идентификува овие 4 клучни области. Од конкретното политичко ослободување, како бегството од Египет, па до социјалната правда, па до ослободување од злоупотребена религија и на крај до најдлабокото екзистенцијално ослободување од конечноста на смртта. Секој чекор покажува како Божиот план се одвива на сите нивоа на човечкото постоење. И така, полека стигнуваме до врвот, до кулминацијата на целото ова патување. Од почетниот повик во прашината на пустината, се селиме на врвот на една планина, каде што целта на целото патување конечно ќе биде спектакуларно откриена. Цената е па поставена со огромна символика. Прво, планина. Знаете, во Библијата планината е секогаш место на средба со Божественото, како во случајот со Мојсей. Потоа, тука се и тројцата клучни ученици, столбовите на идната црква, кои се сведоци на овој извонреден, надприроден настан. И тогаш, доаѓа централниот момент. Глас од небото. Овој глас го потврдува идентитетот на Исус. Оваа реченица е клучот. Таа е она што го поврзува првиот повик на Аврам со оваа конечна божествена објава. Сега, држете се, ова е навистина фасцинантно. Оваа една реченица всушност содржи 3 различни титули за Месијата од Стариот Завет, како сложувалка. За секој што го слушал ова во тоа време, секоја фраза би одекнала со вековни очекувања. Мојот син алудира на кралот Месија, возлюбен, на страдалниот слуга од пророкот Исаја, а не го послушајте го на големиот пророк како Мојсей. Во еден единствен момент, трите големи месијански надежи се обединуваат во една личност. Неверојатно. А реакцијата на Петар? Па, не е случајна, воопшто. Празникот на сениците бил време кога евреите живееле во привремени заслоништа, сеќавајќи се на патувањето низ пустината, но исто така било и време на интензивно, трескавично очекување на Месијата. Со својот предлог, Петар, можеби и несвесно, препознава дека се случува нешто огромно, дека тоа е тој момент. Но, чекајте, зошто тајност? Зошто да не се каже на сите? Па изворот објаснува дека целосното значење на ова откровение, дека Месијата мора да страда и да умре, можело да се разбере дури по воскресението. Без тој финален чин, визијата на планината многу лесно би била погрешно протолкувана како повик за земна политичка моќ. И така го заокружуваме нашето патување. Пат кој започна со еден едноставен, но храбар чин на доверба на Аврам, а заврши со неверојатното откривање на Божиот план на врвот на една планина. Прашањето што останува за сите нас е како оваа древна приказна за повик, за доверба, за ослободување и за откровение одекнува во нашите животи денес.